Следува репортажа од 67-миот поред Илинденски пикник на организацијата Обединети македонци во Канада. Македонци, честит Илинден за многу години. Може да те обречат, други да те предадат, може се што да измислят. Само ти си безсмъртна.
најголемиот, најубавиот, најславниот празник на нашата православна библиска татковина Македонија, Илинден. Јас сум Никола Делов и ќе ја водам денешната програма. Денес над Македонија се даја ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите знамето се на Крушевската република. God se neće niko boli, da grune sama svi. God se neće niko boli, da grune sama svi. Godite makedonski šumopeja, novi pesmi, novi pesnici. Makedonija slobodna, slobodno žive. Makedonija slobodna, Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дое царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости долговите наши, како што им проштаваме ние нашите должници. И не води во искушение, но избави од лукавиот. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секој сите векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Оче благослови. Господе Исусе Христе Боже наш, благослови го овој семакедонски пикник Илинден, благослови го сето јадење и пиење што се припреми за овој ден, благослови ги сите наши паднати борци и поборници за небеско Божјо царство и на сите вас многу здравје, среќа напреток во вашиот живот.
česna i libenska majka, vnucina Goceta. Narod smel tege i piri vardar, čista krv makedonska. Narod smel tege i piri vardar, čista krv makedonska. Najdobro si znajme, čije ime nosime, koja zemlja sija sada me. Deca smena česna i lindenska majka, vnucina Goceta. Narod sve utege, pirini vardar, čista krv makedonska. Narod sve utege, pirini prespa, čista krv makedonska. Veseli se Makedonci! Najdobro si znajme, čije oraj igrame, koji beski sini pene. Deca smena česna i lindenska majka, vnucina Goceta. Narod sve utege, pirini vardar, čista krv makedonska. Narod sve utege, pirini prespa, čista krv makedonska. Драги браќа и сестри македонци, прво сакам да ве поздравам и да ви благодарам за бројноста во која што дојдовте, заеднички да го прославиме овај наш голем, односно најголем македонски празник, како што многу побожни луѓе го споредуваат со празникот Великден или воскресувањето на нашиот Отец. Јас би рекол дека секогаш ќе бидеме на ниво на задачата, а уште би додал дека Организацијата Обединети македонци го има во своето мото зборот дека ние, македонците, ќе ја штитиме, ќе ја браниме и ќе ја стимулираме секоја активност на било кои групи, политички или духовни, без обзир од која сфера, ние ќе ги поддржуваме тие луѓе и ќе направиме се што можеме да направиме за нив. По тој правец можам да спомнам само неколку збора дека ние тоа го правиме со дела, не само со зборови. Конкретно, ние и без обзир што нашата официјална политика, односно на државата Македонија, не ги поддржува повеќе, не ги заштитува нашите малцинства од соседните држави, од Албанија, од Бугарија и од Грција, ние тоа го правиме
и затоа со нив соработуваме и како доказ на тоа е денешниот наш гостин од Мала Преспа, господинот Васил Стериовски. Па се сеќавате дека ние имавме еден таков друг гостин, беше најавен, требаше да дојде и од Турција, тоа беше господинот Фикрет Сак. Нажалост, не можеше да дојде, беше оневозможен поради добивање на виза. Но сепак ние направивме напори и исто и господин Осак направи напори, меѓутоа резултатите беа тие какви што беа. Се надеваме дека другата, наредната година вечер ќе го имаме и тој гостин кај нас и ќе се гордееме ние со него, тој со нас. И ќе ја споделуваме нашата македонска историја и нашата македонска приказна. Проблемите што ги наметнува или што ги наметнува Бугарија со така наречениот бугарски добрососедски договор, јас би рекол не добрососедски, него душмански договор. Тој нема ништо добро во него, во тој договор за нас македонците. Ние ќе се бориме против секакви душмански договори, секакви договори кои не се во интерес на нашата држава. Да живее Македонија и да живеете вие овде што дојдовте, да не поддржите. И ние со вашата сила и со вашата поддршка ќе испратиме од овде декларација до нашите челници во Македонија. Ние бараме од нив безусловно да се поништи договорот од Нивици. Затоа ние со ова декларација бараме овие два договори безусловно да се поништат и Македонија доди по патот по кој што треба доди, слободна, независна и исправена и горда. Уште еднаш да живее Македонија и да ми сте сите живи и здрави. Ви благодарам за присутноста и ви благодарам за поддршката. За многу години да ни е празникот и уште многу години да славиме овде и можда и на некои други поубави места. Благодарам. Почитувани браќа и сестри македонци и македонки, чест и огромна привилегија ми е да бидам денес тука со вас на 67-миот традиционален илиндевски пикник во организација на Обединените македонци во Торонто, настан кој веќе 7 децении е мост меѓу татковината и македонското иселеништво, символ на нераскиливата врска меѓу македонското срце и македонската душа каде и да се наоѓа. Од мое име и од името на македонците во Албанија, како и од Македонска алијанса за европска интеграција, ви упатувам најтопли поздрави и длабоко благодарност за вашата бескомпромисна љубов кон татковината, за вашата борба, вашето достоинство и истрајност. Дозволете најпрвин да изразам искрена благодарност до организацијата Обединети македонци, која неуморно со децении наназад го чува, негува и пренесува македонскиот јазик, култура и идентитет во Канада и пошироко. Вашето постоење е доказ дека растојанието не значи заборав, туку уште посилна врска со корените. Почитувани, Илинден е повеќе од празник. Тој е вековен символ на непокорот, на стремежот кон слобода, на гордоста и идентитетот. Денес, кога го славиме Илинденското востание од 1903 година и првото заседание на АСНОМ во 1944 година, ние се подсетуваме дека ниту една сила, ни тогаш, ни сега, не може да го скрши македонскиот дух. Овие два Илиндела се темелите на нашата државност, нашата надеж и еднина. За нас, македонците во Албанија,
Илинден има посебно значење. Нашите села, нашите предци беа дел од таа борба. По востанието жените во Мала Преспа облекоа црна носија во знак на жалост и почит. Во Втората светска војна, повторно заедно со македонските и албанските партизани, се боревме за слободата и достоинството на Албанија и на Македонија. Нашиот придонес во темелите на Албанија е историски факт, но и наша гордост. И денес, иако сме лојални граѓани на државата Албанија, ние македонците се соочуваме со нови предизвици, од негирање на нашиот идентитет до обиди за асимилација од надворешни сили. Бугарскиот притисок врз Албанија да не признае како тоа што сме, македонци, е неприфатлив. Ние не бараме привилегии, бараме почитување на елементарното право да бидеме тоа што сме, македонци. Апелираме до институциите во Тирана и Скопје да го поддржат овој наш праведен повик. Сакаме европска Албанија, но не по цена на македонскиот идентитет. Браќа и сестри македонци, денес стоиме тука не само како сведоци на нашето време, туку и како чувари на истрена и непокорна историја. Историја на еден народ кој низ вековите многу пати бил оспоруван, негиран, нападнат, но никогаш не бил победен. Македонците постојат со својот јазик, култура, историја и идентитет. Постојат во својата татковина Македонија, постојат во Егејот, во Пиринот, во Мала Преспа, во Голо брдо и гора, во целиот Балкан и во сите 4 страни на светот, тамо каде што било кој македонец го носи своето име со гордост. Ние сме народ кој со векови го чува својот идентитет како оган под пепел, и кога мислеле дека сме исчезнале, ние само тивко сме се подготвувале повторно да воскреснеме. Не негирале, и тоа не еднаш, не негирале соседите, ни ја бришеле историјата, ни го присвојувале јазикот, ни го менувале името, ни ги укинувале правото да бидеме тоа што сме, но тие не разбра едно. Македонецот не се бриши, македонецот не се прекрстува, македонецот не се покорува. И денес, и утре, и секој ден потоа, ние ќе постоиме, ќе ја пееме нашата песна, ќе ги учиме нашите деца на македонски, ќе ја носиме нашата носија, ќе ги чествуваме нашите херои. Ние не бараме повеќе од она што ни припаѓа, но нема да прифатиме помалку од правото да бидеме тоа што сме. Не молиме за признание, го бараме на она што е наше по право. Ве охрабрувам да продолжите да бидете будното око на нашата кауза. Вашиот глас, вашето присуство, вашата ангажираност значат многу. Нека никој не го заглуши вашиот глас и нека никој не ја избреше вашата меморија. Чувајте го македонското име, јазикот, песните, обичаите. Тие се нашиот завет. Македонците во Албанија секогаш ќе ве доживуваат како своја продолжена рака, како најблиски роднини кои по генерациите не ја заборавиле татковината. Заедно сме посилни. Нека е честит Илинден, да живее македонскиот народ, да живее Македонија каде да чука македонското срце. И од се срце ви благодарам за овој топол пречек и ова можност да бидам денеска со вас. Благодарам. Здраво на сите, покојте на Ристо, на Никола и на нашиот гостин. Сполајте за поканата во еден и многу бао што си собереме вака, што сме туа цели, и млади и стари, цели генерација туа, многу бао да видиме и вака да седи за години, да си крепиме и ку наши македонци во ден е многу голем ден за нас.
Свети Илија да ни чуе, да ни поможува и да не забораваме или ден и што е за нас, македонците, кои држава и кои луѓе. So, сплајте за поканата во еден и шубаво и собрате луѓето. Congratulations. Poseben pozdrav do crkvata Sveti Klimet Ohridski i predsedatelj Boris Stojkos, svoj pravatelj. Загрижени од тековните збиднувања во нашата татковина Македонија. Ние македонците од Канада, предводени од Организацијата Обединети македонци во Канада и собрани на овој величествен илинденски собир, прогласуваме: ние, македонците во Канада, не ги признаваме понижувачките и штетни меѓународни договори кои ги подпиша претходната и нелегитимна власт во Република Македонија и со тоа го смени македонското историско име и националниот идентитет на секој македонец. Разочарани од новата власт, која продолжува да ги почитува штетните меѓународни договори, иако во предизборието ветуваа дека никогаш и во никој случај нема да го користат новото наметнато државно име. Се чувствуваме понижени со постојано тргување со македонската историја преку меѓудржавните комисии за историски прашања кои се претворија во чиста распродажба на целата македонска историја. Затоа ги охрабруваме челниците во Република Македонија, првенствено председателката на Република Македонија, госпоѓата Гордана Силјановска-Давкова и председателот на владата на Република Македонија Христијан Мицковски, да покажат храброст, доблест и далековидност и да ја насочат Република Македонија во светла иднина, за да постане гордост и патога за секој македонец на планетата Земја. За секој македонски родолюб да биде горд на својата татковина, политичкото раководство треба да ги спроведе во дело желбите на македонскиот народ и за ни и за чие исполнување македонците ги дадоа своите гласови и животи. Еднострано и подитно да ги раскинат сите штетни меѓународни договори, како Преспанскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија, Završen
знак на благодарност. Нашата организација на господинот Васил Стериовски за неговиот придонес во зачувувањето и истражувањето на македонскиот национален идентитет му дадуваме признание. Сакам да слушнете сите дека со оваа плаката на господинот Васил Стериовски му посакуваме да биде како што е добар македонец и да ги заврши студиите, односно докторантот по историја и да ја брани во иднина нашата македонска историја и нашата македонска култура и нашиот македонски народ. Благодариме, Василе, во име на сите овие луѓе што се тука пред нас. Чиста крв македонска.